Нокаут, знаеш каде да ме најдеш на Play Radio на 38 минути после 12 часот. Одлична песна која што го најавува и гостувањето кое што го имаме. Бендот кој што повеќе од 25 години се наоѓа на врвот на македонската музичка сцена. На 5 август ќе одржи концерт во Струга на летна сцена Сиеста. Знаеш каде да ме најдеш, која што ја слушнавме сега, потоа Временска машина, Лебед од Бел, За нас, 1000 причини за крај. Фатална обсесија се само дел од евергрините на македонската музика во кој што публиката ќе може да ужива преку препознатливиот вокал на Никола Перевски Пере, кој што денеска е гостин во нашето студио. Ви благодарам што ни дојдовте во овде со оглед на тоа дека ќе ни биде драго да бидеме и на концертот и да го најавиме радиски со оглед на тоа дека првпат ни сте гостин и можност да ги поздравите стружени сите оние кои што ја сакаат вашата музика. Секако ви благодарам пред се на поканата да бидам ваш гостин денеска. Секако ги поздравувам сите слушатели на Play Radio 90.4 FM. Во Струга јас сум за прв пат на вистина кај вас и сум изненаден пријатно од атмосферата во вашето радио. На вистина гледам дека има и владе една професионална атмосфера и баш се радувам за тоа и се чувствувам прекрасно. Така, многу ни е драго и навистина се трудиме да биде сето тоа максимално професионално. Надминавте 25 години успешен опстанок на македонската музичка сцена и сега се менува во тие години различни музички трендови. Домашната музика си имаше, да признаеме, и своји подеми и падови, затоа што поминаа тие златни 90-ти години, кога на домашната сцена пеачи кои што навистина си ја знаеа работата, па дојдоа и нови имиња, и талентирани, и помалку талентирани. Добро, 25 години е, извини што те прекинувам, ама четврт век. Така. Значи, навистина е голем период и многу работи се имаат променето во самото општество, во самото наше окружување. Така, и музиката доби некоја поинаква димензија како поминуваше времето. Да. Сега вие сте едни од поредките кои што стана една убава, квалитетна константа на македонската музичка сцена, па која е формулата за сето тоа да остане така и да бидете секогаш актуелни? Па, доста сум размислувал околу ова прашање. Едноставно оставаме енергијата да тече. Сега тоа дали се должи на музичката едукација, значи во однос на тоа како сте едуцирани, колку познавате музика, колку сте квалитетни и талентирани за да можете да едноставно да го правите тоа, да живеете со тоа на крајот на краиштата и да обстојувате. И таа константа се должи баш на тоа што сте константни. Значи, да, и вие не правите наменски песни, туку се гледа дека е сето тоа спонтано, дека е работено долго. Па, знаете како, од уметничка страна, да кажам вака, кога исто сум размислувал на ово прашање и односно на оваа стратегија за да пласираме песни нели во јавноста. Тоа се должи на тоа што навистина додека правиме не гледаме некако да бидеме допадливи на публиката, туку пред се стварно да ни се допаѓа нас тоа што го создаваме, што го креираме како музика, како уметност. Се разбира, после тоа оставаме на публиката да го каже своето или го прифаќа, или не го прифаќа, и тоа е сосема нормално и да не го прифати, нели? Така е, за вкусови не се разговара, ама јас мислам дека и се дискутира и како за вкусови. Не важи кај мене некако тоа правило. Меѓутоа, да, константата ја има, некако тој вајб, како да кажам, тој филинг на создавање, на правење на музика, некако да и го знае да го смени правецот, знае да се тука да се укомпонираат многу нешта за да се спои тој некаков мозаик за да излезе
некакво дело на крај и најубавото нешто кај уметникот е на крај кога ќе го создаде делото, односно кога ќе го направиш тоа е некаква магија. Ја го нарекувам магија, значи кога ќе ја искомпонираш песната, кога ќе ја снимиш, испродуцираш, измастеризираш и на крај кога ќе си го чуеш делото, викаш еј човече, ова било внатре во мене. Значи и едноставно се рефлектираш преку тоа и одиш понатак. Така, ми се допадна многу тоа што рековте, дека прво треба да ви се допадне вас тоа што го работите, затоа што само тогаш ќе го пренесете вистински за да може публиката да го почувствува. Па да, пазете, значи периоди се во прашање. Ние кога сме почнувале, може би сме размислувале до некаков процент што е тоа она што сме се прашувале, нели, што би им се допаднало на публиката. И некако во самиот почеток пласиравме некакви преработки, меѓутоа тие преработки пак ги правевме во некаков наш собствен автентични бевте и тогаш. Стил. Да. Токму така тоа ми е што извини, Токму тоа ми е следното прашање. Во текот на годините сега неизбежно беше да се менуваат и членовите на бендот. Нормално. Ке морам да споменам дека еден член изгубивте и прерано, но ќе го споменуваме за убави работи, но остана името како музички бренд и останавте вие како фронтмен сето тоа време. Кажете ми што беше Нокаут како музички состав порано, а што е денеска, како течеше процесот на созревање, она што јас можам да го кажам, еве да зборувам од аспект на публика, за вас како личност е многу интересно тоа што сме ве следеле од самите почетоци и некако и таа младост кога имавте различен стил и темпераментот кој што го имавте, сега имате некоја така повозрастна мудрост од она што го разговарав со вас неформално, така што убаво е така да се следи еден музички профил. Да, благодарам. Видете, да, 25 години е навистина долг период и тоа е еден огромен процес. Значи самото создавање на една песна е навистина голем процес, барем кај мене како уметник. Јас тоа така го доживувам, така и го работам. Во самите почетоци, да се навратам на прашањето, бев член на повеќе бендови пред да биде Нокаут. Кога Нокаутете некако, значи, се формираше, кога дојде Нокаут, мислам дека на некој од членовите тоа некако површно им изгледаше, се беше тоа на некое, не знам, ајде да не кажам непрофесионално ниво, затоа што правевме доста професионални работи во тој период, затоа што не оставав ниту како индивидуа нешто да излезе лошо како производ во однос на мене, зборам. Така што тоа некако од првата постава членовите беше сватено, знаеш како супер, ние ова ќе го направиме сега, па популарни ќе бидеме, па женски, па не знам што. Мислам, секој си ја гледаше својата кауза и својот момент во однос на она што го давал нормално во тој период за Нокаут и си се доживувал себе си како некоја индивидуа и дел од составот. Меѓутоа, јас некако имав предчувство кога го формиравме Нокаут дека тоа е и дека ова е тоа нешто што треба да го градиме, да го негуваме, да даваме уште поголем квалитет и мислам дека се задржам на тоа без разлика. Еве гледате како одат и работиве по некаков природна селекција, да кажам, некаква природна селекција, затоа што првата постава немаше доволен капацитет. На крајот тоа се воспостави дека нема доволен капацитет за изведба во живо. Значи, на крај она што сме го правеле студиски, што сме се труделе да го правиме, нели, и квалитетно, не дека не е квалитетно, меѓутоа се воспостави тезата дека нема капацитет тој бенд
изведба во живо на песните. Едноставно не ни беа ни професионални музичари, да кажам, на некој начин, дел од составот. Секој си имаше некоја друга сатисфакција, професионална работа во надвор од составот, надвор од бендот. Меѓутоа јас тоа го сватив многу сериозно и навлегов длабоко во приказната и ете и денеска да сме живи и здрави, обстојуваме, работиме, правиме, твориме, но не знам колку настапи до сега, значи безброј концерти, кога велам безброј можеби се 200, 300 за период од 2 години, 3 години, зависи, значи 100 концерти годишно, односно, ете не концерти, него настани, па при тоа да бидете присутени во студио, да снимате, да го измислите тоа што треба да се сними, значи огромен е процесот на создавање и тешка е наша да играете, така да се изразам, меѓутоа е многу убава и прекрасна, најголемата сатисфакција и најголемата награда е таа кога навистина ќе се поклониш, а публиката ти враќа со аплауз и го цени тоа што си го создал, што си го направил, при тоа го гледаш во живо и го доживуваш тоа и така, многу ми е драго што ми раскажавте вака искрено дека на почетокот имало понекогаш и мали непрофесионалности, но ми е драго што сте искуство е во прашањето. Но сте успеале да останете и да верувате во мисијата која што вие ја имавте и чувството дека тоа е тоа, па сега е тоа. Така е, самодовербата е една од клучните работи, значи за да бидеш, да кажеме, успешен во тоа што сакаш да го правиш. За мене е многу важно да ја работиш работата што ја сакаш. Значи најважно нешто. Јас ако кажам дека не би можел да се замислам да како вулканизер, да менувам гуми од сабајле, да станувам и тоа да го правам. Може би тоа некој го сака, тоа верува во тоа го работи, тоа заработува многу и искуства се во прашање. Не подценувам ниту една работа, професија, да. Меѓутоа навистина треба да си ја сакаш, да си ја почитуваш работата и секако дека ќе вроди еден ден со плод. Макар навистина сум јадел, тоа им кажувам и на пријателиве, и на луѓето кои што сакаат да те запознаат, да си направат муабет. Викам, стварно сме имале ситуации кога сме јаделе лепи сол. Мислам у буквална смисла. Така се созрева на секој можен начин. Да, на секој можен начин. И знаеш и како е кога имаш и кога немаш, меѓутоа вербата во себе, тоа што го носиш во себе како талент, еве во случајов музика, нели тоа е така и со сликарите и со огромен процес. Со сите уметности. Да, и верба. Така, имате навистина огромен број на песни, кажете ми што се ќе имаат можност стружани да слушнат, како правите селекција, затоа што верувам дека скоро сите песни ви се подеднакво драги. Да, тоа ни е најтешката задача, навистина зошто најтешката, затоа што знаеме дека публиката, односно чувствуваме дека публиката секогаш е дојдена и не чувствува некако дека треба она да се забавува тука и да бидат сите среќни, нели? Мислам, очекувањата од публиката према нас се тие. Значи тоа ние го гледаме, го чувствуваме и навистина е тешка задачата да ги селектираме песните секогаш за секој настап различно, зависи каков, дали е ивент некаков, дали е концерт, дали е unplugged, во каков амбиент сте, дали сте во сала, дали сте на отворено, дали сте акустика, електрика и така натака. Зошто велам тешко, најтежок дел ни е тоа, затоа што не свириме многу песни што сакаме да ги отсвириме, што ни се многу подраги, да кажам, отколку овие што ги свириме. Не дека ни се малце или повеќе драги, меѓутоа едноставно
Жал ни е што не ги свириме, како да кажам, затоа што се едноставно се наши чеда, се ги направил, се ги создал, сме потрошиле толку време во тие проби, за да добиеме некаков призвук, да звучиме квалитетно, да звучиме што подобри. Ние се трудиме и тој дел да го, нели, да го усовршиме, секогаш да бидеме подобри и подобри. И секогаш предпоставам ги бирате и песните кои што публиката најмногу ги сака. Да, публиката најмногу ги сака, да, и тоа некако, пак ли овие сега ќе си, пак ли ова ќе го свириме. Онда ако ја свириме, да отсвириме малце поинаку или аранжмански да го смениме ово или оној дел, така што веќе сме стигнати во таа некоја фаза, затоа што наистина веќе со оваа втора постава сме некои 19 години и наистина веќе не се ни гледаме додека свириме, туку едноставно се чувствуваме и таа некоја симбиоза, еклектика, некоја енергија владее на сцената додека сме сите на сцена и Минатата година бе во публика, видов дека тоа е навистина така. Да, така што оваа година секако дека би повториле поголем дел од песните, затоа што едноставно тој репертуарот, меѓутоа ќе има и песни кои што не ги отсвиривме лани во Струга. Навистина ланскиот концерт во Струга беше еден можеби од не знам, во топ 5 влагаат кај мене лично. Сме имале навистина доста добри и одлични концерти, меѓутоа кај мене лично влага тој во топ 5 концерти, ланскиот концерт во Струга. Навистина прекрасна публика ни врати толку убаво, толку добро се чувствувавме. Такви сме ние стружени топли луѓе. Да, благодарам. Мислам дека беше присутна и да кажам Македонија, имаше стварно луѓе од цела Македонија. Оваа година имаме најавено фанови стварно ни доаѓаат од Германија, има некои од Швајцарија кои што живеат луѓе, специјално доаѓаат за концертов. Нели при тоа да си искористат, да си ја видат Струга, да го видат Охрид и така натака, меѓутоа многу ни израдува кога ни пишаат дека ќе стигнаат, дека ќе бидат тука присутни дури со своите фамилии, онака да дојдат. И така, уште еден супер концерт во најава имаме. Сега ќе излезам. Се надевам дека ќе биде добро и дека ќе биде посетен, да. Сега ќе излезам малку од рамката на тоа како ја работам оваа работа со оглед на тоа дека никогаш не поздравувам луѓе, не си дозволувам да кажам која мене ми е омилена песна, ама посебна приказна има за Лебедот Бел. Таа прекрасна балада беше прв танц на свадба на мои многу драги пријатели, навистина еден прекрасен пар. Друго, мене сега во овој период во животот се ми мириса на пролет. Да. Затоа ќе ви се заблагодарам најпрво што дојдовте со гитарата, ќе можете да станете и да си ја земете и да ми отпеете барем рефрен од Лебедот Бел. Рефрен може да направиме еден. Ајде. Секако. Дали тоа би било вака сега спонтано или може да иде некоја трака додека се спремам? Додека се извадам, пошто ми е мала процедуричка. Додека е процедурата, јас ќе ви се заблагодарам што не сте од оние музичари кои што не сакаат да пеат во студија, затоа што има музичари кои што тоа го одбиваат. До сега не сум прашала никого, но еве имав чувство дека вие нема да кажете не и дека ќе биде потполна атмосферата која што ја замислив да ја создадеме овде, така што мислам дека ќе биде навистина убаво. Ете, ја зедовте гитарата, не гледаат, па ќе им пренесеме малку од атмосферата. Нема проблем, вака малце ќе го насочам. Мислата твоја, зборот твој душа ми гре. Ти си та што ме буди секој ден и допирот твој, ликот твој душа ми гре. Секој ден, секој ден. Мислата твоја, зборот твој душа ми гре. Ти си та што ме буди секој ден
Како твој душа ми гре секој ден, секој ден, секој ден. Еве вака на незагрејано. Така, ви благодарам многу и сега би било убаво да завршиме вака, ама нема да завршиме вака заради тоа што ете, не прашувам ништо ниту за приватни животи на сите кои што ми се гости, но има нешто посебно сладко во вашиот приватен живот. Вие сте татко на 4 девојчиња. Да, како на 4 керки. Па како е? Ме прашувате за искуството или како да, е да за се искуството, затоа што 4 керки немаат многу татковство. Па кај да се свртиш, гледаш љубов околу себе, гледаш среќа и тоа е нешто што ме прави навистина посебно среќен и ми дава дополнителен мотив за живот, за убав живот. Некоја светла звезда, знаете како децата се за мене центар на универзумот, како и жената исто така. Токму таква е психологијата, морам да ве прекинам. Сега вие сте херој на 4 керки на сопругата. Многу голема одговорност ето. Да, па тоа е и, да кажеме, еден дел од искуството кое што го научив додека сум родител. Значи, што значи да си родител? Значи да си одговорен пред се и значи да одвоите време за вашите деца, да посветите време за вашите деца, за вашата љубов се разбира, и тоа е нешто што не се опишува, да кажам со зборови, туку едноставно се живее, се доживува и за мене да бидеш родител е навистина голема работа пред се. И благослов голем. Па еде да кажеме, да, навистина, да, ако го немаш тој благослов, не знам и овие 4 керки како би ги имал. Навистина благодарен сум секој ден, нели, што и да е тоа, дали е Бога и некоја универзална сила. Благодарен сум за тоа што ете ми некако ми овозможиво, ми подари во овој живот, да кажеме, 4 прекрасни дами. И тоа е, кај да се свртам, гледам среќа, гледам љубов и едноставно ме прави уште посреќен човек тоа. Так, среќата и љубовта се всушност и поентата на постоењето, заради тоа барем јас сметам дека сите ние доаѓаме на овој свет за да научиме да сакаме, затоа што освен чувство сметам дека тоа е еден вид на интелигенција. Учиме едни од други ние во суштина, значи и јас учам од децата, така што јас се рефлектирам преку децата. Јас во 4 керки се гледам 4 мои различни карактери, ме разбирате, и тоа е многу интересно. И ете така, дополнителен мотив. Така, многу ми е драго што дојдовте во нашето студио, драго ми е што имавме навистина еден квалитетен, прекрасен разговор, затоа што после секој интервју јас како новинар и вие како музичар треба да излезете побогати, да излеземе побогати како личности, така што јас од овој разговор добив богатство навистина. Ви благодарам. Нашето е и понатака да обстојуваме, да работиме, значи да твориме. Ние на некој начин и сме бранители на својата кауза, македонската кауза, ние пееме на македонски јазик, исто така, значи твориме на македонски јазик и мислам дека даваме и текако голем допринос во самото општество, во самото окружување и многу ми е драго кога ќе дојдат искрени луѓе, искрено кога ќе кажат дека се благодарни што постоиме и што работиме и што твориме.
Така, ги покануваме уште еднаш сите оние кои што сакаат да бидат на еден прекрасен концерт кој што ќе го одбележи летото Така е, во Струга на на 5 август, летна сцена сиеста и секако да си набават билети на време доколку не го направиле тоа. Така е, МК Тикетс, набавите си билети, се разбира има и на повеќе места. Така, во Мезе Барбар исто така може да си набават билети, го слушаат тоа секој ден на радио, така што сакав само да ги потсетиме уште еднаш, продолжуваме ние понатаму, ова е Плей Кафе на Плей Радио, тука сме со вас се до 14. Со нашата временска машина, охо, ме врти колено, но факе